Здраво живо, добро дојдовте во новото издание на емисијата Никој да не знае. И знам дека паролата веќе ја знаете. Никој да не знае, освен јас, вие и нашиот гостин. Кој е тој? Музиката, како вели самиот, е неизоставен дел од неговиот живот. За себе ќе рече во едно интервју: јас сум роден во музичко семејство, израснат сум со музика, живеам за музика, дишам за музика. Ужива во својата работа, само еден колега му честитал откако неговиот хит "Ке ти дојдам" стана вирален на TikTok. Најмногу го сака своето пополжани, сака традиционални јадења, од алкохол сака пиво. Во 2007 година бил второ место во фитнес на ниво на Македонија, сака да вози велосипед, да се искачува на водно, не сака брендирана облека по секоја цена. Љубител е на крос мотори и нема врв на кој се нема искачано. Има и шарпланинац огромен, а во Скопје има мача. Слуша секаква музика и најискрено се што му лежи на душа си кажува. Спасен Силјановски, во оваа никој да не знае. Добро бев. Преубаво, благодарам за прекрасната најава. Добар ден, добро вечер, односно фала за поканата, добро вечер и на сите наши гледачи. Да. Ова е се така. Значи ова го искористив од сите А не повеќе ми се допаѓа тоа што го кажавте, тоа што му лежи ќе си каже. Јас сум така, тоа што ми лежи ќе си каже. Да, од секогаш сте биле таков или? Од секогаш. Да? Да. Тоа е добро или лоша страна на човек? Во ова време. Во ова време е лошо, но историјата ќе покаже дека е добро. Добро, вака. Започнуваме со музика. Велите музиката е неизоставен дел кај мене, а се надевам и кај сите музичари кои што го работат тоа од срце и душа, на кои што им е на прво место музиката. И сега, пошто сте искрен, ве прашувам искрено. Така ли е кај другите колеги? Мислам дека не е кај сите така. Добро. Одредени колеги тоа го работат чисто ради профит, а одредени колеги тоа го работат навистина од љубов. Кога сме кај тоа, кога сте искрен, сте им кажале никогаш да е малце внеси емоции тамо или па не е тоа тамо, не треба до таму да се. Не може да му се мешам на никој. Ако некој побара од мене совет, можам да му кажам, а без да ме праша немам потреба да се мешам и да му кажам на никој. Сега знаете, секој си наоѓа својот начин на екзистенција. Па сега во ова мрачно време донекаде ги оправдувам, знаете како екзистенцијата е потребна за нели да се издржува едно семејство, така да секој нека работи колку што сака, колку знае, колку уме, само да не прави штета по македонската музика. Така е. Сакам да прашам нешто друго, како некој кој што во некој интервју сте многу искрени, кажувате што се ви се случило во животот. Како тргна вашата приказна? И не само тоа, сакам да знам и уште нешто. Дали некогаш ви беше, како да кажам, преку глава од тоа дека некој ви велеше: види го овој селанец во на другата, неубавата смисла на зборот, нели? Еве го тој пее патриотски песни и на тој начин мисли дека ќе добие високо место и високо ќе котира. Дали тие муабети беа дел од вашата кариера и дали допреа некогаш до вас? Знаете, вие тоа сте го слушнале сигурно на некој мој подкаст, на некој мој гостување. Јас со намера секогаш каде што одам да гостувам. Добро. И по медиуми, телевизија, подкасти, емисии, па и на мои приватни гостувања како во Македонија, така и надвор, секогаш кога ме прашаат добре ни дојде, јас се представувам здраво за тие што не ме знаат. Јас сум Спасен Силјановски, доаѓам од село Пополжани, Кичевско. Да. И Кичево некојаш не го спомнам, директно на селото, така да се гордеам што потекнувам во село. И тоа е за мене најголемиот успех. Јас таму се сум ги научил тие традиционални морални етички норми кои што ги практикувам и ден денес во секојдневието и во мојата работа. А другата работа која што ја имам кажано, во однос на тие песните, тоа е така. Затоа што јас сум ги пеел тие македонски народни родолюбови, па и патриотски песни, уште од дете. Јас првата песна која што ја пеев на моја 4 годишна возраст, имам и некоја си, мислам, снимка, па и на 5-6 на патронат во моето основно училиште, Крушево, Абер, таки, Даскалот и така натаму. И кога почнав веќе да се занимавам професионално со музика, кога почнав да работам во кафана. Добро. И претежно во кафана, знаете, се влегува и се пеат тие XU песни. Јас добро вечер и почнувам болен лежи и млад стоја и некој керче со тие селски песни, Добро. Или тие патриотски песни. Значи од секогаш тоа беше вашата страна на приказната. Кому му се допаѓа, му се допаѓа. Па нормално, ама тоа сум јас, не можам да глумам нешто друго. Не сум човек кој што може лажно да се додворува на публиката само за да ве прифати. И сега тоа исто верувам сте го слушнале во некој мој интервју. Сега после долги години, кога јас важев за таков селанец со тие такви песни, најнаш почна да ги пеат
истите песни, после 30 години да речам, и да се завиваат со знаме со 16 краци, оние исти урбани ликови кои што глумеа дека се урбани ликови, сега ги пеат тие песни, ама сега тие не се селани или селјаци. Не разбирате која ми е поентата? Така, разбирам, точно разбирам. И зашто сум го кажал јас тоа. И сега напротив, кога ќе дојде некој, јас пак ги одбегнувам сега тие песни, мислам она типично патриотски. Викам ајде нека се изнапеат овие до вчера што не знаат и што не ги разбираат, голем дел од нив не ги разбираат ниту ги чувствуваат тие македонски песни, затоа што тие песни се пеат со еден жар, со една внатрешна емоција, еден патриотски македонски дух, а не се пеат профитабилно. Така е, да. И морам да ве прашам, тогаш имавте ли во кариерата пат поголем токму заради тоа што нели не секогаш, не знам како тргнала, тука сте да ми кажете. Значи, нели претпоставувам дека ако велите пред 30 години кога сте почнувала, тогаш не биле тогаш многу популарни овие песни кои што или поправите ме ако грешам. Каде пеевте и како ги направивте популарни? Кога сум почнал како дете зборам непрофесионално, инаку професионално. Јас функционирам од 2009 година, првиот настан ми беше на Росафест. Добро. Но контекстот ми е уште како дете кога сум учил да музицирам, јас сум ги слушал тие песни од моето семејство, од мојата околина, од моите пријатели, бидејќи нашиот круг фамилиарен и пријателски круг е таков кој што ја негува македонската народна и традиционална музика. Да. Значи вам не ви требаше да ги учите? Не ми требаше да ги учам. Вие веќе ги знаевте. Да. Дали треба посебна искреност, дали треба, не знам, сте се помислили ли при да одговорите, да речеме, дека кога завршувавте средно и кога требаше да се запишувате на факултет, во едно интервју со солзи во очите велите, тоа беше така, татко ми остана без работа, ми рекоа моите дома, јас дојдов дома, сватив дека остана тој ден баш без работа, јас треба да патувам, нели, додам во Скопје да студирам и рекоа не се секирајте, и мајка ви, татко ви рекле не се секирајте за нас, ние ќе работиме тука, земјоделие, што дае, ќе работиме и ќе се прехраниме. Колку тоа значи, како да речам, пораснување веднаш за едно дете кое што треба да се запише на факултет. Некој тоа ќе го свати како пораз. Добро. Некој ќе го свати како победа. Животната лекција треба од секоја животна лекција треба да се прифати се она што е позитивно. Господ Бог нели како вика, кога сакав да бидам посилен, Бог ми даде мака и тешкотија. Таа тешкотија го учи човек и го прави посилен. Сега која е проблематиката кај нас? Кај нас има два видови на луѓе. Добро. Видови на луѓе кои што, да кажеме, своето детство или својата младост ја поминале во некои си непристојни, да речеме, економски услови. И сега, кога ќе порасне во било која смисла, дали ќе се изгради интелектуално, духовно или финансиски, или ќе дојде можеби до некоја позиција, првиот тип на луѓе. Ќе ви кажа. Првиот тип на луѓе се свети, се осветува на општеството и на сите како тие да се виновни сите за неговата фрустрација, за неговата младост. А вториот тип на луѓе се оние кои што викаат знам како е тоа, знам како јас сум го поминал тешко, дај да променам нешто во ова денешно време за идните генерации младите кои што доаѓаат да не го поминуваат истиот тој тежок пат кој што сум го поминал јас. За жал, вториот тип на луѓе се многу поретки во денешно време. Да. Како беше за вас? Како беше за едно 18 годишно момче кога се искалив како челик, знаете? За миг? Па не може тоа за миг. Добро. Постојат периоди на тежина, на фрустрација. И рековте на вашите ќе останам во Кичево, ќе останам дома, нема да одам да студирам? Им кажав нема да одам, ќе барам работа, нешто да се снајдам. И така и се вработи. Првото моје вработување беше во армијата. Го искористив мојот физички потенцијал, тоа беше најлесно да речам тогаш, за да можам да екзистирам некако, додека се снајдам, па не почнам после тоа нешто друго, како што почнав со музиката. Сепак, животните патики некогаш вие не ги одредувате сами. Мора да се прилагодувате на временската рамка и на моментот, на социјално и општествениот момент, статусот кој што го живеете, но сепак треба да имате цел и треба да се борите за да го постигнете она кој што сте го замислиле. Сега нашите
добре човек да фантазира, ама нашите фантазии да се Реални. Барем реални. малку. Не може да фантазирате сега дека утре Така ќе е. бидете супермен. Значи, Така е. и кога животот има цел, тогаш вреди да се живее, знаете зашто треба да живеете. Инаку ако немате цел, ако не мислите, мислам значи постојам. Така е, Знаете да. тоа како е. Во тој ми кога се вработивте во војска, почнавте да студирате? Да, веднаш. На кој факултет? Веднаш. Јавна администрација битола. Аха, тамо се запишавте. Добро, со Не, цел да отидете. Пред тоа бев запишан јас на добро. администрација. И сас Но не отидов- појдов на факултет бидејќи немав средства да се школувам, нели треба кирија, треба Така е. Треба за партиципација, така е, да. и така натаму. И И паралелно и работев и се школував. и си извојувавте пари за да си платите Да. Да. нели оваква се што треба, партиципација и се. Завршивте факултет? Завршив. Добро, јавна администрација беше нешто што Тоа сакавте беше да работите или како? Првата генерација, Аха. тогаш се отвори 2000 првата класа јавна Добро. администрација во Битола, мислам дека тогаш беше ние бевме првата генерација. Јас бев после четврта бидејќи доцнев со 3 години, да. 3 или 4 години. Да. Како стоја работите во однос на тоа? Им помагавте финансиски на вашите? Имаше за да им помогнете? Секогаш и до ден денес. Да, не, како тие го извлекоа тој, да речеме, пат свој животен во однос на тоа дека остана главниот член во семејството без... Секој нормален родител, Добро. верувам дека секој нормален родител ќе го даде максимумот и ќе се жртвува за своето дете. Но јас имам поголема емпатија и ја разбирам да речеме болката од родителите и не сакав да си дозволам па тие до толку да се жртвуваат. Знае дека кога и да е, јас сум факултет, амбициозен, ќе се снајдам, снајдете. ќе успеам во животот, можеби со задоснување неколку години, но фала му на Бога се си дојде на свое место и во однос на образование, и во однос на кариера, и во однос на, ајде да речам, финансиски средства, стамбени прашања и така натаму. Така да трпение, упорност, работа и емпатија, слога, меѓусебно разбирање, само тоа вродува со напредок. Да. Повторно ќе го спомнам Бог. Бог го знае патот за сите нас. Затоа треба некогаш трпение и честни намери. Со честни намери, со упорност и со работа се постигнува во животот. Ќе ги спомнеме овие честни намери заради нешто што кажавте со така во неколку своји статуси и јавно и така натаму и помалку јавно. Ја споменавте 2009-та, така беше годината кога всушност ви беше Роса на Да, кога се 2009-та, 26 октомври или ноември, мислам, Добро. мислам октомври дека беше. Како всушност одеше патот? Значи, како влеговте во музиката? Потекнувате од музичко семејство, сте рекле живеам за музика, живеам од музика, живеам за неа. Таа е нешто Јас што... всушност од дете живеам за музика, буквално. Музиката беше мојот живот и од секогаш како да знаев дека јас кога и да е, еден ден ќе се Ќе бидам занимавам со музика. И знаете тогаш како се присетувам на тоа. Мислам дека имав 10-12 години така нешто и паднав играјки, имав тука некој лузно на главата и одам дома расплакан. И мама вика, добро бе, не е ништо опасно, ајде, Да. а викам, како, ама викам, јас кога ќе пораснам, кога ќе почнам да пеам на телевизија, Ќе ми се познава. Значи, од тоа сум размислил. Добро е, браво. Сега приказната е малку спонтана, Да. повторно ќе речам, тој е некој божи пат, многу време ќе треба да ви објаснам, но на кратко. Јас имав сообраќајна несреќа Аха. и бев во болница, прво операција на колено и така натаму, па потоа во Катланово на лекување месец дена. Таму го запознав господинот Сашо Ливрински. Супер. Всушност тој го виде мојот талент. Значи, вие сте имале спојка таква една Случајна, а и господинот Ливрински имаше сообраќајка и сообраќајна несреќа, а јас во Катланово додека бев еден месец на лекување, си ја носив мојата хармоника и на вечер ќе се повлечам така во соба и тивко ќе се музицирам, ќе се пеам и една вечер го гледам господинот Ливрински на врата и ме слуша. Вика, дечко, ти код кај си, шо си, вика, се занимаваш со музика? Не, викам, јас ова ми е чисто за себе. Викам, работам како војник во армијата. Па вика, ти штета е да не го продолжиш овој пат. Па вистина, вика, си талентиран. Викам, да, но викам, не знам како. Да. Не го знам тој пат, не знам, треба некој. Јас вика ќе ти помогнам. И поминаа веќе 6-7 месеци после тоа. Тоа беше, мислам дека некаде во мај, а во октомври веќе се излекувавме секој по свој пат. Немавме повеќе контакт така некој со господин Ливрински и ми се јавува вика спасен добро вечер, овде е Сашо Ливрински. За неколку денови има Росафест. Дали сакаш да пееш? Дали сакаш да пееш моја песна? Да. И јас викам ова е нешто како џекпот за мене. Тоа што сум го сакал цел живот, така да сум и ден денес благодарен на господин Ливрински, никогаш не го заборавам, не ја заборавам таа рака која што ми ја пружи, која ми била непотребна. Да. Како поминавте на Руса?
тоа беше една огромна отскочна даска во мојата кариера. Прва песна, но се погоди и квалитетот на песната и моментот. И веднаш мислам дека после тоа 6 месеци после мојата прва песна, после мојот прв настап, заминав на турне во Австралија. Што тоа е реткост во денешно време. Морам да ви кажам една анекдота, кога сме тука. Може. Завршува мојата песна, има страшен аплауз, бис и така натаму и се враќам позади сцена. Јас сум млад, апсолутно неискусен, прв пат со тие колеги, така, волци, како ги вика, добро? Точно, одам позади сцената и доаѓа некој човек така висок, со мантил, тоа некој шеширче, со некој англиски акцент и hello, спасен, вика, јас сум Митко, вика, од Перт, сакам да направиме контракт да доаѓаш во Австралија. Во Австралија. Викам јас, како викам, чекај, јас денес прв пат се појавам пред камери, прва песна и гледам позади тука постарите колеги, не знам, Благојан, Наум, Миле, викам, ова е гарант скрие на камера. Гарант ме Ова викам скрие на камера. И повторно тогаш советот Сашо Ливнински, викам, Сашо, викам, вака ми се случи. Да, вика, го познавам човекот. Не е лага. Не е лага, вика, ова е вистина, вика, епа, вика, види се, замисли ти колку Бог те сака тебе. Така. Има луѓе што по 25 години, 30 години кариера имаат, не добиле покана да настапуваат надвор во Македонија, посебно во Австралија, вика, ти денес прв пат излегуваш и за 5 минутки добиваш покана. Така е, да. Одиме и натаму со вашата приказна, ама Рета, не, ај прво пред да ја чуеме, да ве прашам, кои се најглавните карактеристики кои треба да ги поседува еден човек за да ви биде пријател? За да влезе во вашата, да речеме, делна Мора пријател. да е чесен. Мора да има честни намери, не смее да е себичен воопшто, не смее да манипулира, да лаже и во никој случај единствено што не можеме да простаме предавство. Предавство? Да. Да. Значи да ве озборува или нешто, или не е предавство. Во секоја смисла предавство. Во секоја смисла. И во најмалата и во најголемата. И во најмала и во најголема. Доколку е искрен, со искрени намери, со честни намери, знам да и да гинам да го за другари, и сум го правил тоа, значи да влезам и во огон, но ако почувствувам дека се манипулира, дружење од интерес, озборување, лаги, предавства, неморални вредности, така натаму, тогаш ситни души за тоа. Ситни души и едноставно ги игнорирам, си правам бариера и се дистанцирам од таквите луѓе. Значи немате намера да се расправате, само се тргате. Не, се дистанцирам, па ќе почувствуваат тие самите дека има причина поради која што сум се дистанцирал. Така е. Адријана Алачки, вашата колешка од Алфа, со која што... Најдрага колешка, како втора мајка ја сакам. Како втора мајка, да. Ајде да видиме таа што има да каже за Спасен Силјановски. Драги наши пријатели, токму за вашето прашање и вреди да го прекинам снимањето на мојата емисија Вкусот на традицијата. Ке ви одговорам кратко, иако би требало да зборувам 2 дена и 2 ноќи за да ви одговорам на вашето прашање. Дали сакате да знаете дефиниција за најпозитивен човек? Дефиниција за најчесен човек? Дефиниција за најголем работник? Дефиниција за добар родител, сопруг, татко, другар, пријател? Одговорот е многу едноставен. Само кажете Спасен Силјановски. Верувајте дека чест ми е што го познавам. Со неговото шармантно добар ден кога ќе ве види и кога ќе се насме и веќе тука излегува на површината кичевската гостопримливост. Откако ќе ве праша како сте, ќе ја земе армониката, ќе ви свири и ќе ви пее. Јас не сум сретнала човек кој што има толку многу големо срце како Македонија. Но не само да му е срцето големо како Македонија, туку внатре во душата му е испишана Македонија. Тој срцето ќе ви го даде само вие да сте сретни, само вие да сте задоволни. За него не треба да има, за него и не мора да има. Тоа зборува за неговата несебичност. Значи, прво е пријател, другарот, семејството, а на крајот е тоа. Нема, такви се кичевчани. Јас го познавам Спасен Силјановски многу долги години, а сега имам чест еве веќе неколку години и да ја водиме заедно емисијата Везилка. Тоа е жива енергија, тоа е жив оган. Значи, знае да го направи амбиентот, знае атмосферата да ја направи, да ја сподели со сите нас и колку и да си нерасположен, ќе дојде во шминкерната, во гардеробата, и веднаш ќе направи расположение, ќе донесе позитива. А да не ви кажувам каков сопруг е и каков татко.
Токму вчера го прославувавме неговиот роден ден во неговиот дом. Од полна трпеза, а срце полно како не дочекува, што би рекле старите од пиле млеко, и кај неговите домашни слави и мендени, кога одиме во Пополжани во Кичево. Значи, кратко да кажеме, дека тој не глуми на сцената. Спасен како го гледате на сцената, таков и во приватниот живот. За него сцената не е само да пее, таа е мегдан за да ги сподели своите емоции со неговата публика. И знаете како вели на крај, додека не ги видам сите да заминат сретни од тука, јас не си одам дома. Тоа е нашиот Спасен. Спасен, те сакаме од се срце, целиот тим на Везелка, мајкин алалда ти. Како беше тоа? Мајкин алалда ти, а? Да. така ви вика? Јас ја викам мајчета, мајкин, навистина ја чувствувам како втора мајка. Кога појдов да работам нели прв пат во Везелка, најдов на еден страшно добар пречек од сите. Од камермани до уредник, до директор, до колеги, а Адријана беше мојата најголема поддршка, има една таква енергија, буквално ме почитува како сина, јас нези како мајка. Благодарам за ова интервју на Адријана и се насолзив, не знам што да кажам. Ме опиша онака како што мислам дека како што заслужуват. Како што е. Како што е, да. Како си поминавте на роден ден вчера? Преубаво. Да? Да. Да не мислите дека стварно нема подарок? Ми купите нешто за роден ден? Да видам што. Епас. Не знам. Да знаев пиво ќе ви купав. Хајнекен? Не е Хајнекен, вино. О, благодарам, фала ви. Среќен роден ден од целата телма телевизија. Жал ми што не ви донесов торта. А имам прекрасна торта. Овде може да си го ставам? Може, мислам дека нема. Причи бака? Нема да причи, да. Да. Да знаев кај донесов торта, остана. Остана? Па сопругата направи на огромна торта. И како е тоа полна торта. трпеза? Шо беше све? Шо имаше све? И пазете само да не падне тоа. Ај ќе го ставам доле. Долу нека биде за да не го изгубиме подарок. Трпезата нека биде скромна, душата нека биде ете така. Огромна. Тоа е мојата девиза. Да. Срцето ја прави трпезата и гостопримливоста. Да. А трпезата може да има се што сака, ако немате полна душа и широко срце, тогаш мислам дека се бадијала. Вистина е она што го кажа Адријана, дека кога нема некој што не е расположен, не завршувате со пеење, додека не ги станете сите и да бидат. Кога ќе гледам дека некој не е расположен на мој настав, мислам дека е нешто до мене. До мене, аха. Да, и како да се разочарувам. И тоаш го давам максимумот, сакам да ги расположам сите. Добро. И всушност зашто дошле тие на моја свирка, ако не се расположени? Мојата цел е исполнета кога ќе го видам народот среќен и весел. Ја често пати и тука гледам мои колеги гостуваат. Мисли, ипак ќе се фалат, јас зедов толку бакшиш, толку ова, толку. Не е се добари до бакшишот. Да, сте рекле, ми требаат за живот, да се договориме. Треба за живот, но секако дека парите треба за живот. Но вие сте веќе платени. Јас кога настапувам сум се договорил на одредена сума, така. И без разлика колку има бакшиш или колку нема, јас го давам повеќе од максимум од тоа што го знам и најголемата сатисфакција за мене кога ќе видам публиката расположена, весела и кога ќе го добијам оној аплауз, искрено од срце. Да. А кога сме кај публиката, сте отишле некогаш вака до крај да ви изнервира некоја маса и да не станат и да кажете добро што направив лошо, дај станете што да ве отпеа? Немало такви случаи. Немало, добро. Ќе ги станам до крај на вечерта. Ќе станам до крај, ќе се потрудам, ќе барам, ќе шарам по сите жанрови од мојот репертоар. Само да најдам нешто што ќе им се допадне, што ќе ги пицне во срце. Да, морам да успеам. Како се создаде ке ти дојдам? Ке ти дојдам случајно. Добро. Случајно, не знам, затоа повторно викам, инспирацијата се добива некогаш кога не очекувате од Бога, од космосот, не знам како да кажам. Возев со велосипед, јас возам велосипед, се рекреирам и така ми дојде во главата само тоа, ке ти дојдам вечер, јас волим, ми се види многу убаво. А не носе во мене телефон. Викам сега како да го запамтам, ќе го пеам цела вечер. Се вратив, не ги извозев тие километри кои што ми беа одредени, се вратив веднаш назад и додека возев за дома, возам брзо и пеам ке ти дојдам вечер. Одам дома и телефонот и се снимам, викам добро, ова го снимам. И веќе кога го снимив тоа, добро. Потоа, знаете, нели само си тече водата, кога ќе даете правеца, она сама тече, се отвораат и другите строфи, рефрени, мелодијата и така испадна. Очекувавте дека ќе стане таков хит?
Па искрено не, очекував дека ќе биде слушана и добра песна, но дека ќе направи таков бум, посебно на Балканот, па и надвор од Балканот, не очекував, да бидам искрен. Има место кај што не ја бараат ке ти дојдам? Нема. И да бидам искрен, дори ми се досади. Да, знам, секогаш им се засадуваат на пејачите песните кои што им се најголеми хитови. Да, и некогаш со луѓе каде што настапувам, оние кои што ме поканиле, ја бараат по неколку пати и викам, ве молам, пети пат не ја пеам. Останатите ќе помислат дека сам си ја форсирам песната, а не сакам да ја форсирам. Ајде еднаш два пати да се испева текот на неколку сати, да, ма викам, ми се случувало, еднаш имам испено 17 пати. 17 на вечер? Да, баш броев на вечер. Тоа е стварно многу. Тоаш во моментот кој беше најголем хит, мислам дека во една кафана пеев и одам на една маса, пеам песна ке ти дојдам. Одам на друга, ке ти дојдам, на трета викам ова. Леле, 17 пати ке ти дојдам. Да. Дали останува исто или после тоа се сменија работите, кога стана вирален хит на TikTok ке ти дојдам, само Благоја Груевски ви честиташе? Па, мислам дека Благоја беше еден од ретките. Да. Тоа многу зборува за нашата естрада или што е работа? Проценете сами. Да, или не го имаат вашиот телефон сите, можеби, колеги? Го имаат кога ќе им треба. Ама тогаш не им требаше така. Не секој ви се радува на успехот. За жал. Се радувате на туѓиот успех? Секогаш. Знаете да им савите на колегите? Дефинитивно, знам и да дам поддршка. Може би да не сум толку во блиски односи или пријателски односи, но знам да им дам поддршка и да не ги познам и знам да го пофалам се она што е добро. Јас секогаш со задоволство ги пеам песните од моите колеги, без разлика колку сум близок со нив или па не сум близок, но она што е добро, знам да го ценам и знам да го практикувам на моите настапи. Секако ние од една добра песна имаме сите заеднички интерес. Секоја добра песна го пополнува мојот репертоар и дава еден жар во моите настапи, без разлика чија е песната. Јас на сечија песна се радувам, на добра песна се радувам исто како да е моја. Да. Нема да ви пречи сега да чуеме ке ти дојдам, не е 17 пат, прв пат ја бараме. За сите кои што гледаат Телма и ова никој да не знае, ке ти дојдам Спасен Силјановски, одиме со джингл. Ке ти дојдам вечер јас во Зладова, ке ти легнам тивко јас на перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори.
Спасен Силјановски и натаму во Никој да не зна. Имаме малку време, многу прашања. Ќе се обидам нешто што е најважно, можеби да биде дел од ова Никој да не знае. Ќе имаме уште една песна за самиот крај. Имаме уште еден пријател, исто така познато име и презиме на македонската естрада, кој што ќе зборува за него. Многу важно е и да не заборавам заради тоа што направивме муабет пред да бидат вклучени камерите, но ред е во ова профилно интервју да го искомуницираме. Знам дека искреност и натаму ќе остане искреност. Значи имаше еден статус кој што го искоментираа сите, кој што нели ви дојде преку глава или не знам што. Многу ми нарекоа дека можеби е заради тоа што вас не ве поканил Митко Јанчев, вие да пеете во Кавадарци наместо едно име од соседството, од Србија, и испадна цела нели некој за, некој против, па тоа е ВМРО што од сега се рчка, па неговите не го викаат и така натаму. Може ли кусо, за да имаме време и за некои други работи, да ни кажете што беше идејата, што ве натера да го напишете тој статус? Никогаш, ама никогаш. Добро. И никаде не сум кажал треба јас да пеам таму или треба јас да пеам таму. Мојата цел е многу повисока од јас да пеам. Отколку јас да пеам и отколку што можат луѓето да ја разберат. Мојата цел не е за јас да пеам. Јас знам кај треба да пеам и фала му на Бога има доволно простор за каде што треба јас да пеам. Мојата цел е задржување и негување на македонската фолклорна музика, а со тоа на македонскиот идентитет. Музиката е дел од идентитетот. Има многу наплив на дорешна музика. Тоа е штетно, посебно во овие времиња во момент каде што имаме идентитетски национален проблем со сите соседни држави, па и внатрешни, од дел од нациствата, нели не признаваат и така натаму. И сега во еден таков момент каде што ние треба да мислиме на своето, да покажеме кои сме, што сме, а има со што да покажеме. Имаме најубавата и најстарата култура не само на Балканот, па и во светот. Македонија ја пишува во Библијата, ниту една друга земја не ја пишува. Ние секогаш бараме нешто друго, повеќе вернуваме нешто туѓо отколку своето. Токму е таа моја цел. А повторувам за сите оние хейтери и ботови кои што пишаа се што или ги спинуваа моите зборови, па плачеш сега затоа што тебе не те викнале ниту еднаш. И никогаш, не само во тој случај, јас повеќе пати, често пати се борам во однос на... Не само за себе самиот, туку се борам воопшто за Македонија и македонската музика. Така сваќам. Токму така, точно добро, доволно е тоа за да ни биде јасно. Вашите песни се ваши авторски песни. Да кажеме дека и првата била така, само на Сашо Ливрински беше аранжманот. Сите мои песни се мои авторски песни, авторна музика сум јас, а текстовите се 90% на мајка ми. На мајка ви? Тоа сакав да ве прашам. Да се врати времето овдека најдов податок. Сите се на мама Јагода? Да, сите се на мама Јагода. Како таква спојка направивте? Тоа најдобро ме познавам. Најдобро ја познавам мојата душа, мојата емоција, знае најдобро што можам да испеам. Толку едноставно е тоа. Да. Добро. Може да ви напише песна човек кој што ве чувствува, кој што ја разбира вашата душа, вашата емоција и најдобро знае да ви го пласира она што вие можете да го изнесете пред аудиториумот. Добро. Како беше пишувањето на мајка тогаш? Исто од мајка ми. Добро, ама како? Таа плачеше заедно со вас, заедно плачевте додека ја пишувавте? Двајцата. Беше тешко или лесно? Мислам дека во таа песна може да се пронајде секој. Да. А особено вие, мислам, познавајќи вашата... Посебно јас. Јас се пронајгам во 60-70% од сите мои песни. Во сите мои песни е дел од моето секојдневие или од мојот живот, од моето минато, од мојата сегашност или под мојата посакувана иднина. Ако не се пронајдам во песната, барем во одреден дел, ќе ја пеам, но не можам да ја изнесам таа емоција која што треба. Очекувавте такви милионски пригледи на мајка и на баш гледав какви се 5 милиони, 2 милиони? Она што ми се случуваше претходно со Ке ти дојдам, сега ми се случува со мајка. Со мајка, да. Во овој момент песната мајка е барана страшно многу, повеќе дури и од Ке ти дојдам. Да, па сега е време за мајка. Да. Да. Во најавата кажав некои работи чисто вака да ги нафрлиме. Значи, крос мотори, сте уште саката? Се уште. Нема врв во Македонија кај што не сте биле со? Јас сум љубител на природата. Добро. Но за жал, порано многу пешачев. Добро. Сега не можам да пешачам бидејќи имам проблеми со колената. Имам правена операција. Да, кажавте кај се И почнав да возам поради тоа што сум љубител на планината, а не можам да се искачам пеш. Така да почнав да возам. Со крос мотор можам. Со крос мотор, да, и го правам тоа, да. Уживам, сакам да избегам од ова секојдневие, од урбаната џунгла, да појдам во планина, да возам, да го оставам моторот и таму на некој врв да шетам со сати.
и така да се наполнам со една природна енергија. Најголем проблем во денешницата е и затоа се овие анксиозни луѓе, депресија и фрустрација, затоа што човекот се оддалечи од природата. А човекот најголемата енергија треба да ја црпи од природата. А за жал во ова денешно време, почнувајќи од мене, тоа за сите, значи, сите се оддалечивме премногу од природата. Која година? 2007, мислам, да, 2007 бевте второ место во фитнес на ниво на Македонија. Да, во средна категорија. Боже, и толку. Толку. Да, приказна толку. Освоив второ и чао. Одам на музика пак. Да. Ке звучи малку нескромно. Знаете како. Ке звучи нескромно, знам, ке имам после хейтери. Ако да добро па се што сум работел, се што сум работел, јас го вадам максимумот од себе. И секогаш одам да бидам најдобар во тоа што го работам. Не затоа што сакам да бидам прв, туку затоа што сакам да бидам свој. Да, да. Брендирана облека не по секоја цена. Не по секоја цена. Кога сте вака, велите да смокинг или нешто што е прикладно за мене она што е битно добро да изгледам. Добро. Не е битно која марка е. Едноставно добро ми стои да е соде до некој квалитетен сега да не е нешто без веза, а не патам на тоа помодарство или брендови, па мора да има такво знакче, вакво знакче. Јас гледам да е добро. Знаете, имав еден случај, тоа е безпотребно фрлање пари. Да. Хозе Мухика, еден многу има добро кажано за тоа, мислам на Уругвај беше председател, еден на сиромашните председатели. Тој за вратоската вика, тоа е безпотребно парче што го носиме. Јас имав еден случај, патувам во Австралија, еден мој менаџер вика, заслужуваш, вика, стално полниш концерти, вика, ќе ти платам прва класа. Си се возели до сега во прва класа? Викам, не. Прва класа. Чекај, викам, колку е разликата, колку е економска класа? Па вика, $2,400, мислам дека беше австралиски, $2,400 е економска класа, а 8.000 е прва класа. Викам, ми ветуваш прва класа, готово, вика, ти ветувам. Океј, викам, купи ми економска класа. А разликата, викам, во парите ќе ја донираш. Јас можам да се жртвувам 10 или 20 сати, да седам во помало столче, но со тие разлика од $5,500 може да усреќиме многу луѓе. Така размислувам и за облеката. Кога би можел јас да дам €1,000 за едно сако, ќе носам и од 100 евра, ама тие 900 евра дај да помогнеме некој кој што нема ни воопшто никакво палтенце да облече. На тој начин ги размислувам, затоа нелетам и да носам чанто од 20-30 илјади евра, а некој нема пати ќе оди бос. Во ова време или некој нема во Африка вода да пие. Така е, да. Има нешто ново на тема музика нова? Работам, ќе биде за многу брзо, имам нешто интересно, но нека остане изненадување. Мислам дека за месец дена песна со еден видеозапис, овој ќе биде најпрофесионален кој што сум го правил до сега, па мислам дека најпрофесионален од тука кај нас. Тука кај нас, да. Добро. Ќе го заборавиме Миле, нема да имаме на крај време. Ајде да видиме што Миле Кузмановски. Искрено Миле не го слушнав. Не, па да, јас го слушнав и знам. Ајде Миле, повели, кажи ни што мислиш ти за Спасен Силјановски. Спасен го запознав пред многу години на фестивал Роса, беше дебитант и од тогаш така се познаваме, се почитуваме, но интензивно некако се дружиме овие последни 2-3 години. Накратко како би го опишал, па со неколку збора ако треба да кажам, искрен, чесен, вреден, работлив и искрен пријател кој што можете да се наслоните на него. Неговите мани, како и секој човек, нели, имаме и доблести. Мани, ако е мана неговото, понекогаш на луѓето им пречи неговата искреност, неговото мислење што го кажува јавно и го брани својот став. Сега некогаш луѓето тоа ги погаѓа, некогаш не, но едноставно тоа е тој. И прашање до Паце кога планира да направи солистички концерт и дали ќе ме покани да бидам гости. Сакам да чуеме и барем дел од Мајка, затоа што е прекрасна мелодија. Кога солистички, дали како поканиш Миле на неја? Дефинитивно ова тековна година, а без Миле не правам концерт. Ете.
Ке плачеш на мајка или дома мама Јагода плача секогаш? Веќе се изнаплакав. Може без плачање. Може без плачење. Ајде, мајка Джингл, фала ти многу Ви за благодарам интервјуто. уште еднаш. Что